За влакно избегната трагедија. Во близина на Охридскиот аеродром, автобус се судри со автомобил и излета од патот. На потполно исто место на автопатот Кичево-Охрид претходно се превртија два товарни возила на делницата која е целосно раскопана. Ова е автопат на трагедии. Можеше да биде и автобус со 52 патници. Вакви сообраќајки се случуваат постојано и ќе се случуваат. На многу делови од патот немате обележани банкини, нити други елементарни обележа, велат експертите. Додека државите од регионот грабат напред, Македонија не успева без малку деценија да изгради еден автопат. Ова го отвора прашањето дали нашата држава, која за дебели пари ангажираше и странски компании, има капацитет да го заврши автопатот. Го уништивме стопанството, велат експертите, потенцирајќи дека Охрид во 80-тите години на минатиот век имаше своји компании, кои градејќи патишта овозможија економски и туристички развој на градот. Значи, тие беа фирми што не работеа само кај нас дома. Тие фирми работеа во цел свет, работеа во странство. Тие беа веќе интернационални, мулти компании кои што ние ги имавме и ресурс имав. Јас само ќе ви спомнам еден трудбеник, само ќе ви спомнам дека имаше негде околу 80 инженери, градежни инженери и архитекти. Замислете тоа. Значи, дајте да не продолжуваме, да не декларираме рокови, туку да се послужиме со еден рок. Ако на автопатот, кој бил врвен приоритет на државата, се работи со асфалтирање на 200 метри од делницата, дали ќе се изгради автопатот Кичево-Охрид за помалку од година и пол, колку што е предвидено. Надзорниот орган има обврска да ја следи работата на терен во име на државата и да ја информира и владата, договорниот орган, јавното претпријатие за државни патишта, министерството, колку работници има на терен, колку механизација и на кои позиции се работи во моментот и како ќе се комплетираат градежните позиции, така и ќе ги завршуваме сите овие градежни позиции кои што излегуваат пред нас. И додека надлежните тврда дека биле пробиени 95% од трасата на автопатот, експертите укажуваат дека е крајно време да се превземат интензивни и сериозни мерки, да се обезбедат барем оптимални услови за одвијање сообраќајот. Оти ова е срам како за државата, така и за туристички Охрид.